Со продажбата на овчијата волна се хранела стоката, со сирењето и месото се покривале трошоците и се зголемувал бројот на грлата овци. Сето ова придонесувало во земјава да имаме 2 милиона грловци, за разлика од сега, кога во Македонија има едва и 500.000 овци. Љума Нафија од село Глабочица, Косово, веќе 2 децении чува овци. Вели дека оваа сточарска дејност обстанува благодарение на субвенциите. Ниските откупни цени се најголемиот проблем, па голем дел од овчарите се одлучиле да не ја продаваат волната. За понапред беше ти продаваш вуна на 400 комада овце, му даваш ченка за овци за 5 месеци, да. Од волната, да. Ево сега на 12 ќе почнат на ченка да јадат дома, по 2 пута то јадат, сабали и вече. Кај стигне то 15 динара то. Али не плаќат како треба, ама пак, пошто 120 динара, 114 е кило, сега се зависи, али ова година ако се покачува нешто, ќе бидне подобро. Истакна Љума Нафија од село Глабочица. Дополнителен проблем е што поради селувањето во Македонија веќе нема кој да чува овци. Како да чува? Побегнали луѓе по странство свет. Сега ја 56 години што идем ја. Тој дете што е 20 години, 18 години, тој бега у Немачка. Рече Афија. Македонија во време на поранешна Југославија беше лидер по бројот на грловци, а сега сме последни во регионот. Во Центарот за јавно здравје Тетово од утре започнува вакцинацијата со комерцијалните вакцини против грип, чија цена ќе изнесува 650 денари. Следната недела пак преку матичните лекари, односно преку мој термин, ќе започне спроведувањето на бесплатната вакцинација за лицата над 65 годишна возраст, лицата со хронични заболувања и за здравствените работници. Препораките на лекарите за превенција од грип се одржување на лична хигиена и зајакнување на имунитетот. Да се мијат убаво рацете и тоа неколку пати во ден. Ние што работиме со пациенти, децата најмалите во школа, каде што контактот е со многу луѓе, каде што се движат, има движење на повеќе луѓе, каде што инфекцијата може многу полесно да се прошири. Во тие места, во тие моменти треба првин хигиената е на прво место. Вториот момент е првин имунизацијата која се прави во детската возраст, значи вакцинацијата, имунизацијата која еден добар број на бактерии се сузбиваат со самото земање на вакцините кои се земат и имунизацијата која се прави во детската возраст и исто така вакцината која е превентивна, која се зема за сезонскиот грип. Таа вакцина многу ќе ги штити пациентите, поготово оние ранливите групи како што се хроничните пациенти, хроничните болни, тие што се и повозрастни, најмалите деца, бремените жени кои очекуваме дека и ако добијат некој вирус или вирусот на грип ги атакува нив, дека нивниот организам е покревок и дека бактеријата многу полесно може кај нив да продира. Затоа апелираме да овие групи на пациенти да тие први се вакцинираат за нормално да бидат заштитени, а зошто и не и другите, поготово здравствените работници кои сме во постојан контакт со пациенти. Инаку во Центарот за јавно здравје во Тетово се уште нема случаи на заболени од вирусот на грип. По повод 75 години од конечното ослободување на градот, денес во Гостивар беше организирана свечена манифестација. Прославата за денот на ослободувањето 18 ноември помина со историски осврт, богата културно-уметничка програма, доделување на признанија и плакети на поединци и организации, како и награди на ученици. Одбележувањето традиционално го организираше Општинскиот одбор на Сојузот на борци Гостивар, во соработка со Основното училиште Единство. Денес го одбележуваме најзначајниот ден од историјата на нашиот град, кога за прв пат беше вистински ослободен, а со тоа
се создада услови за слободен живот во слободна Македонија. Од тој 18 ноември 1944 година нашиот град пулсира како слободен град и се движи по патеката на својот постојан развој. Професорката по историја во Основното училиште Единство Катица Аврамовска пред присутните прочита реферат со акцент на последните ослободителни акции од НОБ и пожртвуваноста на борците. Со успешно завршените акции на ослободителните сили, единиците на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Македонија, градот Гостивар на 18 ноември беше ослободен. Радоста на граѓаните беше голема, затоа што тој ден го означи крајот на окупацијата, крајот на мракот, а почетокот на новиот слободен живот на Гостивар, кој што беше предпоследно непријателско упориште пред конечното ослободување на Македонија. Културно-уметничкиот дел од манифестацијата го исполнија основците од училиштето кои својата љубов и почитта кон родниот град ја искажаа преку песни и рецитации. Празнувањето на 18 ноември секоја година опфаќа и доделување на плакети и признанија на поединци и фирми кои ги поддржуваат активностите на Сојузот на борци. Меѓу добитниците годинава беа локалната самоуправа на Гостивар, градоначалникот на општина Маврово и Ростуше Медат Куртовски, Сдруженијето на пензионери и други. Исто така беа доделени и дипломи за најуспешните од литературниот конкурс по повод 18 ноември. Дипломи добија учениците Костанца Билбиловска, Румен Аврамовска и Марија Милошевска, со менторите Андријана Страшевска и Боге Димитриевски. Одбележувањето заврши со положување на букети цвеќе на споменикот на паднатите борци од НОБ. Дека љубовта не излегува од мода, докажаа девојките од триото Шербет, преку изведбата на познати евергрини, магичната сценографија и нивните гласови, уште еднаш покажаа зошто се омилени во Тетово, а и надвор од него. Синоќа го одржаа нивниот втор концерт во Центарот за култура, во кој немаше ниту едно празно место. Насмејани како и секогаш, со нас ги споделија импресиите од настапот. Праејќи споредба од лани и годинава, некако годинава се осеќавам многу по-опуштен и со многу поголема емоција, не дека лани немаше емоција, лани имаше многу емоција, прво затоа што пееме за Тетово, а годинава пееме за љубовта, за нешто што е многу пошироко и многу поголемо, а уедно го ставаме и Тетово. Јас сум пресреќна за ова вечер и за овој концерт и многу ми е мило и драго што навистина цела сала беше полна. Не знам, срцето ми е полно. Бевме дојдени да им приредиме една преубава вечер на нашите граѓани, бидејќи сите знаеме дека многу ретко се случуваат вакви настани во Тетово и многу малку се наброј во една година. Традиционално, како и лани, непосредно пред денот на ослободувањето на Тетово, решивме една вечер на нашите граѓани да им посветиме на љубовта, и тоа не само на меѓуполовата љубов, туку на љубовта во било која смисла на зборот. Значи, љубовта човек спрема човек, љубовта спрема она што не исполнува, секоја една љубов што постои. Задоволни од концертот беа и нивните соработници, кои ги придружуваа на музички инструменти, го потенцираа значењето на Шербет за развојот на културата во Тетово. Мислам дека стилот полека се дефинира кај нив, а очевиден е ентузијазмот, сакаат музиката, да обожаваат да настапуваат, да пеат, што е супер одлика и нормално очекуваме да тој ентузијазам да продолжи натаму. Многу допринесуваат за музичката култура тука во нашиот град и надвор. Значи не само во нашиот град,
Значи еден бенд трио со традиција сакаат значи да ја продолжат традицијата, плюс они се и во хорското пеење, така да супер, мислам дека на добар пат. На крајот, силниот аплауз од полната сала говореше за исполнетата цел на шеќерните девојки – опејување и ширење на љубовта. Кошаркарите на Гостивар продолжуваат со одличните игри во првата македонска кошаркарска лига. Тие во петтото коло забележаа лесна и убедлива победа над втората екипа на МЗТ Скопје на гости со високи 106-76. Гостиварци со оваа победа остануваат на лидерската позиција на табелата, со ефектот 5 победи и 1 пораз и одлична кош разлика од плюс 92. На надпреварот во Скопје најдобар поединец во екипата на Гостивар беше Ѓорđe Џелетовиќ со дури 31 поен. Следното коло Гостивар на домашен терен ќе го пречека составот на Евроникел 2005 од Кавадарци. Екипата на Тетекс доживеа пораз од 77-73 на гостувањето во Прилепот Мега Баскет во рамки на второто коло на втората кошаркарска лига Запад. Тетовци без неколку клучни играчи беа многу блиску и до победата, но младите кошаркари подклекнаа во финишот од надпреварот и забележаа втор пораз оваа сезона. Во четвртото коло на првата машка одбојкарска лига, екипата на Лирија на домашен терен забележа победа над Угада Студент од Штип со 3:1, додека Шкендија беше поразена со максимални 3:0 на гостувањето кај лидерот Вардар. Екипата на Универзитет Тетово беше слободна ова коло. Во женскиот дел од одбојкарската конкуренција, двете тетовски екипи беа поразени во рамки на петтото коло. Универзитет Тетово загуби со 3:0 на гости од Струмица, додека Бамикор со истиот резултат беше поразен од лидерот на табелата Наковски Волеј. Во фудбалската третолигашка конкуренција, Западен регион се одиграа надпреварите од деветтото коло. Највозбудливо беше на дуелот во Горна Бањица, каде Трабзонспорт изненадувачки ја совлада Беса од Добридол со 1:0 и ја симна од првата позиција на табелата. После ова коло, нов лидер е екипата на Тетекс, која со службен резултат од 3:0 го доби дуелот против дисквалификуваниот флямуртариот Дебреше. На останатите надпревари беа постигнати следниве резултати. Љуботен Арсими 1:0, Пролетер Нераште 5:1, Зајас Камењане 1:0 и Напредок Речица 3:2.